Сабота во 20 часот во дворот на општината со комедијата Женско царство на театар Колозови ќе биде свечено отворено културното лето Новаци 2017. 14 дисперзирани настани во неколку населени места од општината, поделени во месец јули и месец август од различен културен аспект, ќе ја збогатат културната понуда и ова лето за новачани и за децата и за возрастните, фолклор, етноконцерти и низа други активности. Интересно е што оваа година имаме работилница за деца со полимерна глина, која што биде во селото Гермијан. Доста интересно, досега тоа не сме го работеле. Понатаму имаме еден музичко-театарски перформанс од драмата Чест од Васил Илјовски, кој што ќе биде во селото Добромири. Имаме промоција на книга на крајот на август и промоција на документарен филм. На 10 јули ќе се случат Гоцевите денови, но и летниот детски камп насловен со игра Откриваме, кој 5 години во континуитет се одржува на разни локации низ новачката општина. Општина Новаци е главниот спонзор на ова културно лето. Ние ваквите манифестации како општина ги поддржуваме и ќе поддржуваме понатаму. Ова ни е голема обележие на општината, а исто така имаме предвидено и етно свадба во август месец, која е исто традиционална ние и оваа година ќе ја спроведуваме. Имаме и Гоцеви денови, каде што Гоце Делчев, културно-уметничкото друштво од Битола, учествува и нашето културно-уметничко друштво од Новаци, а има гости и од Камбера од Австралија. Изложбата на стари велосипеди и велосипеди со моторцикл, како и велосипедска тура од Агларци до Новаци ќе се реализира на 18 овој месец во соработка со иницијативата Битола наточак. Општината Новаци субвенционираше за набавка на велосипеди, имаше околу 200 барања. И така да одлучивме оние кои што има набавено велосипеди да направиме една така интересна тура, па потоа работилницата да биде со, да се каже колку е важно безбедноста на сообраќајот, колку е важно потребата на велосипедите, така да ќе биде една доста убав и интересен настан. На 24 август завршува овогодинешното издание на културното лето Новаци 2017 со промоција на документарниот филм Живеј, работи, создавај.